10 години од продажбата, сопственоста на рудникот Саса се уште е спорна. Судскиот процес кој веќе 9 години го води Блажо Тасев, бизнисменот на кој рудникот Саса му беше продаден најпрво, нема крај. Ова станува јасно откако Врховниот суд на Македонија ја укина пресудата на Основниот суд во Кочани и апелацискиот во Штип за поништување на приватизацијата од 2005 година, кога рудникот стана сопственост на руската компанија Солвей. Тешкиот судски спор во кој намаса се 53 милиони евра инвестиции на русите и 100.000 евра дневен профит се многу респектабилни за секаков вид калкулација. На толку пари, рамнодушни политичари и бизнисмени едноставно не постојат. Од тука и прашањето, станува ли збор во случајов Саса за изгубена правда или изгубени пари? Во меѓувреме, во Саса се вработени околу 700 лица на кои најважно им е платата да им стигнува навреме. Исто како и на општината, парите од концесијата од кои практично таа и живее. Рудникот Саса, значи согласно позитивните законски прописи во Република Македонија, се ги уплатија концесија навремено, тие средства ние ги добиваме и на тоа се должи и големиот развој, да кажеме, на општина Македонска Каменица. Покрај тоа, значи, по други прашања, значи имаме нормална комуникација, дали станува збор за финансирање на заеднички проекти од областа на културата, спортот или целокупното општествено живење. Што допрва низ нашите воглавно исполитизирани и некредибилитетни судници со Саса ке се случува е прашање на време, но случајот е голем од секој аспект. За општината и рударите поголем дури и од Русија.